Контроверзниот турски бизнисмен кој поседува нелегален македонски пасош Седат Пекер бил на полициски распит во Дубај. Турскиот новинар Алишер Делек објави дека криминалецот Пекер, кој со македонски фалсификуван пасош слободно циркулираше низ светот, е уапсен во Дубај, откако турските власти претходно издале налог за негово апсење. По известно време Пекер демантираше дека е уапсен, ама сепак потврди дека бил однесен во полиција. Драги мои пријатели, од Пладне го напуштив местото каде што престојував, но заедно со полициските власти. Сега се вратив на местото каде што престојувам со моето семејство. Имавме меѓусебен разговор поради интензитетот на обвинувањата против мене. Тие пак мене ми известија дека нема проблем да заминам или да останам во земјата. Инаку Пекер е најбараниот криминалец во Турција и голем противник на председателот Ердоган. Пекер се криел во неколку земји, Обединетите арапски емирати, Косово, но најдолго се задржал во Македонија, каде имал статус на ВИП гостин. МВР го чувале со обезбедување, кога одел на службени посети имало ротацијски возила, остварувал средби со луѓе од власта, а се пофали и дека бил дома кај премиерот Заев, иако за тоа немаше потврда. Biz 3 gün bize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. Пекер добил македонски документи и станал Джадин Адемовски. Пекер без никаков проблем отишол во полициската станица во Драчево за да се слика за исправа. Потоа накратко бил протеран во Косово, но по неколку недели без никаков проблем се враќа во Македонија да си го подигна документот. Од опозицијската ВМРО ДПМН, од каде е обелоденија аферата мафија, вела дека само во Македонија благодарение на Заев и Спасовски мафијаш станал почесен граѓанин. Мафијаш кој што цел свет го бара, кој што сите светски агенции и Министерства за внатрешни работи на другите држави го бараат да го уапсат за сторените дела и криминал. Само Зоран Заев и Оливер Спасовски го штитат, тоа е многу едноставно. Тие се луѓе кои што имаат исти начин на делување, тие се најверојатно и пријатели. Мене би ме чудело да беа пријатели со некој нобеловец, но бидејќи нивниот начин на делување е таков, затоа и функционираат со луѓе како што е Седат Пекер, но и оние останати наркобосови и криминалци и мафијаши кои што ги видовме дека добиле пасоши од нашата власт. Во меѓувреме, медиумите објавија дека уште еден од лицата со лажен македонски пасош, Адмир Муратај, разбойник кој се барал со меѓународна потерница од Интерпол за убиство на полицајци во оружени грабежи, употреба на експлозиви во Атина, откриено е дека учествувал и во големиот грабеж во 2019 година на аеродромот во Тирана, каде беа украдени 10 милиони евра. Во престрелката бил убиен.